Законот за застарување на долг постар од 10 години е на сила од јуни 2023 година, но и по речиси 8 месеци законот од страна на извршителите не се почитува, како и казнената камата која не смее да го надминува долгот. Непочитување на овој закон е 3 години затворска казна. Според активистката и борец за човекови права Ана Глигорова, се наплаќаат прастари побарувања на кои течат лихварски камати, а проблемот е следниот. Значи, они подесуваат барање до извршителите, но се одбиваат. Извршителот вели по член 86 од законот за извршување, во рок од 3 дена жалет, односно поднесете представка до основниот суд, нели 2, зависи од местото каде Штипливе, Скопје, така натаму, до местниот суд. И понатака судот да решава. Судот на повеќе пати реши правосилно дека треба да се запре извршувањето. Но извршителите понатаму не запираат, а граѓаните константно пуштаат барање. Втор проблем на кој се става акцент се барањата кои се поднесуваат од граѓаните за кои се бара да се изработи образец. Бараат образец. Во правото не постојат образци. Формулари за попълнување за лична карта и за пасош, да, тоа се образци. Докога се работи за поединци, образци за индивидуални случаи, образец во правото не постои. Но веќе ако толку многу бараат образец, постојат некои образци во Министерство за правда за правни субјекти, нека го направи министерот под ито тој образец, пред да се почне кампањата со изборите. Законот е уставно право на секој граѓанин, зашто Глигорова апелира до граѓаните. Јас имам апел до граѓаните, бидејќи законски треба да бараат, се работи за нивно право. Право кое е уставно, право кое е според Декларација за човекови права, право кое секаде го има во светот, буквално не само во Европа, секаде во светот го има.